Среда, 21 јуни, кратки вести во 12 часот. Смртта на 5-годишната Јана, која почина од кога прими инфузија во битолската болница, ги отвори старите рани на пензионерот Блаже Блажевски од Охрид, чија ќерка Елида почина со 61,48 единици шеќер во крвта, од кога прими 5 шишиња инфузија во Охридската болница. По 5 години талкање во судско-здравствените лавиринти Нијској бара одговори за причината за смртта и се сомнева на несоодветно лекување во Охридската болница. Тој прв пат за Макфакс одлучи јавно да зборува за случајот на неговата ќерка. Од кога почнал да бара одговори, утврдил дека речиси и да нема документ кој институциите не го фалсификувале за да го убедат дека ќерка му, која никогаш немала проблеми со шеќерот, починала од и не го лекувала. Најдоцна до 10 јули, пред почетокот на шпицот на туристичката сезона, ќе биде готов автопатот од Подмолје до Охрид, кој во моментов е затворен за сообраќај, повтори министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Додава дека на оваа делница ќе се работи постојано колку што е потребно во текот на денот и преку викендите. Реакциите во однос на времениот режим на оваа делница се неприфатливи во време кога привршуваат градежните работи, додаде министерот, при тоа побара поддршка од општината и граѓанските здруженија да не ја кочат реализацијата на овој автопат. Млади скейтери од Охрид преку допис до Супер Радио и Охрид Прес апелираат да се среди скейт паркот кој се наоѓа кај пешачката патека после мостот кај студентчишта. Тоа ни е едно од омилените места за забава, а доаѓаат луѓе од цела држава и целиот свет. Апелираме да се исчисти затоа што е полно со ѓубре и кал. Сега возиме по патеката, но поради топлото време сега има се повеќе луѓе и не би сакале да се случи нешто несакано, порачуваат во дописот. Времето денес сончево и топло со мала до умерена локална облачност и слаб до умерен северен ветер. УВ индексот ќе биде 8, а максималната температура во Охрид до 28 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.